Неколкутонските камења покрај патот се уште сведочат за големото невреме и поплавата во Тетовски порој. И после 1 месец во селото има уште многу да се расчистува. Во местната заедница велат дека исчистен е долниот дел на реката, но на горниот, каде всушност е проблемот, не се работи. 1 месец по поплавите, тука е завршено со работата. Ние гледаме дека има уште работа на самата река. Многу е работено, само на долниот дел на море. Значи, на долниот дел на реката. Ништо не е направено на горниот дел. Чекаме тој големиот проект за горниот дел и да се работи на реката и да се работи за тие брани што нам не е ветено. За состојбите во Порој денеска реагира и од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Бараат владата сериозно и поодговорно да се зафати со решавање на проблемот на мештаните. И покрај ветувањата дека за една недела овие работи ќе се решат. Чистењето е целосно запрено, а механизацијата е повлечена. Зоран Заев дојде, се фотографираше, им ветуваше на граѓаните и си замина. Го повикуваме Зоран Заев и СДС, наместо да продава демагогија и лажни ветувања, веднаш да се фати со работа и да почне да ги реализира ветувањата што ги даде пред граѓаните. Бараме веднаш да почне со вистински и континуирани работни активности, изградба на брани, се со цел да се реши овој горчлив проблем за жителите на село Порој и околните населени места. Опасно се уште представува и главниот мост кој е оштетен од двете страни, а фреквенцијата на возила кои сообраќаат по него е голема. Во Дирекцијата за заштита и спасување велат дека нивната работа околу расчистувањето на теренот ја завршиле, а за состојбата на мостот и идни препораки се уште чекаат потврда од Македонија пат.